Јас сум Сања Левкова Ангелова, а вие го гледате дневникот на К1. Еве ги настаните кои го одбележаа денот. Македонија е домаќин на меѓународна безбедносна конференција за менаџирање со кризни ситуации. Само 5% од населението ги имаат осигурано своите имоти. Општина Кавадарци по трет пат распишува јавен тендер за реконструкција на градскиот стадион Тиквеш. Последните природни непогоди во Македонија го отвараат прашањето колку граѓаните ги имаат осигурано своите имоти. Ако на запад осигурителната полиса е парче хартија со голема вредност, во Македонија 90% од населението тоа го нема. Од осигурителните компании со став, сумата која на годишно ниво се издвојува за да се осигура домаќинството од пожар, поплава, земјотрес или кражба е минимална. Процентот на осигурани стамбени објекти од природни ризици во Македонија е многу мал. Ова е став на лицата кои работат токму во оваа проблематика. Ретко кое семејство самостојно бара од осигурителна компанија да му се изработи полиса. Од најстарото осигурително друштво во Македонија велат дека придвижување на состојбата има само кога ќе настапат природни непогоди. Често пати, кога има вакви несреќни настани од поголеми размери, граѓаните се во одредена мерка малку повеќе заинтересирани за осигурување и се случува да се во тие моменти и во тие периоди да се распрашуваат малку повеќе и да сакат да добијат повеќе информации околу тоа. Сепак тоа трае краток период. Износот што едно семејство треба да го одвои за исплата на осигурителна полиса е минимална во споредба со обештетувањето кое треба да го добие. Основното осигурување од пожар и пожарни ризици, вклучително да речеме и некои ризици од дополнителни како што се кражбата и одговорноста према трети лица, може во пакет за објект, стамбен објект од тврда градба во градско подрачје да изнесуваат отприлика од 2 до 3.000 денари годишна премија. Грубо. И во таа премија може би влегла и осигурувањето на стварите, подвижните ствари во имотот што подлежи во станот или во објектот кој што живее. Но сето тоа е релативно, бидејќи секогаш осигурувањето зависи и од градежната категорија на објектот. Статистиката е поразителна. Само 5% од населението во Македонија ги имаат осигурано своите имоти. Според компаниите, се очекува раздвижување за осигурување од ризици од природни катастрофи и временски непогоди. Светската банка предупреди, Македонија може да се соочи со економски штети тешки 3 милиарди евра од природни катастрофи. Македонија е домаќин на меѓународна безбедносна конференција за менаџирање со кризни ситуации, на која учествуваат полициски експерти од областа на безбедноста од државите во регионот и представници на академската заедница. Митко Чавков, директор на Бирото за јавна безбедност, истакна дека сето ова е во контекст на напорите што МВР ги спроведува во насока на зајакнување на капацитетите за справување со сите видови на кризни ситуации. Безбедноста во Република Македонија е стабилна, но реални се заканите, затоа што има променливи форми на ризици, а најголемите доаѓаат поради странските борци, истакна директорот на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков на меѓународната безбедносна конференција за менаџирање со кризни ситуации, која се одржува во Охрид. Целта е преку размена на искуства на регионално и меѓународно ниво да се направи спој на теорија и практика во конкретна работа на полициското работење. Сето тоа е во контекст на вкупните на сите напори кои што ние ги правиме во рамките на Министерството за внатрешни работи за зајакнување на вкупните наши капацитети за справување со сите видови на кризни ситуации. Тоа е во контекст на сложените безбедносни закани со кои се соочува не само Република Македонија, регионот и Европа, туку и светот генерално. Чавков како најголеми безбедносни закани ги посочи и променливите форми на насилен екстремизам, тероризам, исламски фундаментализам, прашање поврзани со странски борци, како и ситуации и состојби специфични за секоја држава.
Самир Мирвик од Дирекцијата за координација на полициските тела на Босна и Херцеговина истакна дека сите земји од регионов се соочуваат со потенцијална безбедносна закана која произлегува од враќањето на лицата кои војувале на странските боишта во државите од кои потекнуваат. Тие представуваат потенцијална безбедносна закана. Ние во рамките на меѓународните безбедносни институции интензивно во рамки на Интерпол, Европол, СЕЛЕК постојано разменуваме информации за тие луѓе и превземаме неопходни мерки за справување со тој вид закани. Конференцијата за меѓународна безбедност е во организација на Бирото за јавна безбедност и мисијата на ОПСЕ во Република Македонија. Општина Кавадарци по трет пат распишува јавен тендер за реконструкција на градскиот стадион Тиквеш. Првите два тендери пропаднаа поради поголемата проценка на интересантот, за разлика од онаа сума која што ја понуди локалната самоуправа. Општина Кавадарци веќе по трет пат распишува јавен тендер за набавка на градежни работи за реконструкција на градскиот стадион Тиквеш. Општината процени дека вредноста на истиот би била околу 1.200.000 денари. Првите два тендери пропаднаа поради поголемата проценка на интересентот, за разлика од онаа сума која што ја понуди локалната самоуправа. Знам дека имаше забелешка од страна на Фудбалската федерација, и таа главно се сведуваше на минимален број на столчиња кои што треба да се вградат на стадионот и кои што ги нема сега, како и на просторот во кој што треба да седат резервните играчи, кој што е претесен, кој што не ги исполнува стандардите. Значи тој е таков со децении назад. Ние си земавме за обврска и се надевам дека заедно со одредени донатори во наредниот период овие две крупни работи ќе ги завршиме. Дополнителен мотив за реконструкција на стадионот е и одлуката на ФФМ за санирање на некои делови, поставување на минимум 200 столчиња и просторот за резервните играчи, со што го суспендираше Кавадаречкиот фудбалски клуб да не игра на домашен терен, се додека не се задоволат бараните потреби. Панов се надева дека за 2 недели работите ќе се средат и кавадарчани ќе играат пред домашната публика. За 10 дена ни завршува тендерската постапка и се надевам дека за 10 и 15 дена ќе имаме веќе луѓе кои што ќе интервенираат на градскиот плоштад. Се работи за реконструкција на трибините, за враќање на зидот оној кој што беше паднато, за затварање комплетно на овој простор, за имплементирање минимум 200 столчиња кои што ни ги ветија од еден спортски клуб да ни ги дадат настаро, и за монтирање на даски за седење на останатиот дел од овие трибини. За најбрз можен период градскиот стадион ќе добие ново лице. Причината за задоцнетото реконструирање се гломазните постапки и врзаноста на локалната самоуправа како јавна институција за голем број рокови, постапки, совет за јавни набавки и други правни нормативи. Доколку не пропаднеа првите два тендери, тоа досега ќе беше завршено. Како и да е, имавме одредени корекции во нашето видување на оваа состојба и се надевам дека за месец и пол кавадарчани ќе го имаат и она последното кое што беше ветено од моја страна, а тоа е да имаме добри услови и на трибините и да веќе имаме оградување на градскиот стадион и да со купување на 1-2 фудбалери кои што сега ги зимаме, некои странци кои што се повеќе на проба отколку што ги плаќаме, да имаме еден стабилен второлигаш, да Тиквеш стане стабилен второлигаш кој што ќе размислува малку подалеку од тоа што денес се случува, туку ќе размислува за напред. Разрушените нефункционални трибини и урнатиот зид на градскиот стадион ќе станат минато. Играчите ќе добијат поквалитетни услуги кои ќе овозможат повисок ранг во втората македонска лига и борба за пласман во првата. Јавното комунално предпријатие Комуналец од Свети Николе го уредува просторот околу стамбените згради во општината. Покри урбаната опрема, предвидено е да бидат поставени забавни реквизити за најмладите, каде ќе го поминуваат своето слободно време.
Нови клупи, обележани стази, уредени и поплочени дворни места, вака изгледа просторот околу стамбените згради наменет за одмор и рекреација на станарите. Ова е дел од програмата на јавното комунално претпријатие Комуналец за уредување и модернизирање на слободниот простор околу стамбените згради во општина Свети Николе. Со уредување на просторот околу стамбените згради се решава уште еден проблем или барање на самите станари кои што живеат во овие згради. Од сега па натаму, на овие клупи кои што ги гледаме околу нас, ќе можат своето слободно време да го поминуваат во уште поубав амбиент. Според одговорните во јавното комунално претпријатие Комуналец, ваквата активност е произлезена по барање и консултација со станарите. Иако не сакаат да говорат пред нашата камера, сепак велат дека се задоволни што нивното барање веќе се реализира. Според нив, неуредениот простор, иако голем, бил нефункционален. Покрај урбаната опрема, предвидено е да бидат поставени и забавни реквизити за најмладите, каде ќе го поминуваат своето слободно време. Започнува распределбата на продажните места за панагирот во општина Неготино. Продажните места за поставување на тезги ќе започне од утре и ќе трае се до деновите на отпочнување на панагирот. Оваа година Неготинскиот панагир ќе трае 3 дена и тоа од 21 до 23 септември. Започнува распределбата на продажните места за панагирот во општина Неготино. По исти цени како и минатата година, и оваа ќе се продаваат продажните места на повеќе локации во градот, за кои за време на одржувањето на Неготинскиот панагир ќе можат да се поставуваат тезги на кои трговците ќе нудат, а посетителите ќе можат да купуваат производи и стоки. Во пресред на одржувањето на традиционалната стопанска манифестација Неготински панагир, општина Неготино благовремено ги презеде сите неопходни активности за што е можно поподготвено да го дочека одржувањето на овој настан, кој привлекува гости од земјава и од странство. Така што во изминатите 10 дена стручни екипи од локалната самоуправа од повеќе сектори при општината се ангажирани на подготвување на теренот за одржување на Неготинскиот панагир, на одбележување на местата на локациите каде што ќе бидат поставувани тезгите, остварување на контакти со потенцијалните трговци кои доаѓаат овде во деновите од панагирот. Со еден збор, општина Неготино, како и секоја година, бидејќи ова е традиционална манифестација која што се одржува со децении во нашиот град, подготвено го дочекува одржувањето на панагирот. Како што информираат надлежните од локалната самоуправа, распределбата на продажните места за поставување на тезги ќе започне од утре и ќе трае се до деновите на отпочнување на панагирот. Инаку и оваа година, Неготинскиот панагир ќе трае 3 дена, и тоа од 21 до 23 септември, односно во среда, четврток и петок. Во септември и октомври се зголемува опасноста од појава на алергии кај децата. На оваа тема разговаравме со доктор педијатар Валентина Ристеска-Неашмик, која ги советува родителите да ги носат своите деца на редовни контроли, за да се спречи можноста од појава на компликации. Со доаѓањето на есента се зголемува опасноста од појава на алергиски реакции кај децата. Има различни видови на алергии кои се манифестираат преку одредени симптоми. Многу е важно родителите да ги препознаат симптомите и да ги однесат своите деца на преглед, велат педијатрите. Септември-октомври јас веќе напомнав дека тогаш се во порест алергиите на корови. Значи, деца кои што имаат алергија на корови може да имаат проблеми, кивавица, течење на носот, чешање на очите, па некои да имаат и кашлица со свирење во градите. Во овој период се забележува изголемена концентрација на дерматофагоиди, тоа се микрокрлежи кои што живеат во постелата, вели доктор Неашмиг. Баш во овој период концентрацијата на дерматофагоиди е најголема. И баш заради тоа, во септември и во октомври, голем број на деца кои што имаат алергија на дерматофагоидес пројавуваат манифестации со течење на носот, кивање, не мора да има и кивање, некои манифестираат, а некои се манифестираат со кашлица, со тешко дишење, свирење во градите. Тоа се потенцира
кога децата ќе добијат вирусна инфекција. Педијатрите советуваат родителите да ги носат своите деца на редовни контроли за да се спречи можноста од појава на компликации. По земјотресите кои вчера повторно беа регистрирани на подрачјето на Скопје, потреси се регистрирани и во Бугарија, Грција и Турција. Околу 500 јавувања за пријава на штети се регистрирани во Центарот за управување со кризи. Вести од земјава. Балканското тло се уште се тресе. По земјотресите кои вчера повторно беа регистрирани на подрачјето на Скопје, сега се тресат Бугарија, Грција и Турција. По застрашувачките скопски земјотреси, потреси се регистрирани и во соседните земји. Утрово земјотрес е регистриран на Закинтос во Грција со јачина од 4,2 степена според Рихтеровата скала. Од Институтот за геодинамика соопштија дека епицентарот на потресот бил 17 км источно од островот, а во текот на денот грчкото тло го тресеа и неколку помали земјотреси. Уште еден земјотрес е регистриран во околу 7 часот и 30 минути во Бугарија, кај Драјново со јачина од 2,5 степени по Рихтер. Епицентарот бил на 15 км североисточно од Габрово и на длабочина од 2 км. За сега нема информации за предизвикана материјална штета. Најмногу земјотреси се регистрирани во Турција и во Грција, главно со помали магнитуди, меѓу 2 и 3 степени според Рихтеровата скала. А во последните 24 часа земјата се тресеше и во Србија, Романија и Босна и Херцеговина. Разурнати фасади, оштетени кровови, скршени прозорци, паднати плафони, оштетени возила. Ова се дел од оштетувањата кои граѓаните ги пријавуваат на бесплатниот телефонски број 195 на Центарот за управување со кризи. Оттаму информираат дека регистрирале околу 500 јавувања за пријава на штети на објектите во серијата земјотреси во Скопскиот регион, што почна од завчера изутрина. По последните два последователни земјотреса, регистрирани синоќа во 19 часот и 53 минути, со магнитуда од 4 степени според Рихтеровата скала, освен привремени прекини на снабдување со електрична енергија, во одделни делови на градот не се пријавени позначителни штети, информираат од ЦУК. Согласно препораките од Управувачкиот комитет за справување со кризи, екипи од Институтот за инженерство и инженерска сеизмологија и представници од скопските општини на терен вршат увид во стамбените згради и во останатите објекти за домување, каде што се пријавени штети. Скопје и околината во изминатите 2 дена беа погодени од серија земјотреси, од кои најсилниот беше регистриран во неделата во 15 часот и 10 минути со магнитуда од 5,3 степени по Рихтер. Потресите предизвикаа вознемиреност кај населението, а лекарска помош по земјотресите досега побарале повеќе од 100 лица. Регистар за продажба со задржување на право на сопственост и регистар за обезбедување на пренос на сопственост на предмети и пренос на права, ова се двете нови апликации на Централниот регистар. Преку овие две апликации Централниот регистар ја зголемува транспарентноста во правниот промет. Уписите се вршат по електронски пат или во хартиена форма врз основа на нотарски акт. Преку овие регистри ќе се овозможи поедноставно пребарување во задолжителниот регистар и во регистарот на лизинг, при што и по електронски пат може да се добие информација за оптоварени државни предмети. Министерот за надворешни работи на Луксембург смета дека Унгарија треба да биде исклучена од Европската унија. Американската војска потврди под паролот на групата Исламска држава убиен во воздушен напад. Свето денеска. Луксембуршкиот министер за надворешни работи и европски прашања Жана Селборн смета дека Унгарија треба да биде исклучена од Европската унија. Земјите како Унгарија кои креваат огради заради бегалците од некоја војна или оние кои што ја нарушуваат слободата на говорот и независноста на судството, треба привремено, а некаде и за секогаш да бидат исклучени од Европската унија. Тоа е единствениот начин да се соочуваат единството и вредностите на унијата, изјавија Селборн во интервју за денешен Велт. Во Унгарија ќе има референдум на 2 октомври на кој што граѓаните ќе треба да одговорат на прашањето дали ги прифаќаат квотите за прераспределување на мигрантите во државите членки на Европската унија. А Селборн ја даде изјавата неколку дена пред унгарскиот премиер Виктор Орбан да се сретне со лидерите на другите земји од унијата, кој што е закажано за петок во Братислава.
Воздушниот напад во Северна Сирија што се случи минатиот месец, чија цел беше потпаролот на исламската држава Абу Мухамад Ал-Аднани. Американската војска потврди дека беше успешен, изјави денеска анонимен представник на Пентагон, јави Тан Јунг. Анонимниот представник на Пентагон уште на 30 август потврди дека САД извршиле воздушен напад, чија цел бил Ал-Аднани, пошто исламската држава објави дека тој е убиен. Руското министерство за одбрана на 31 август соопшти дека Ал-Аднани е убиен во воздушен напад на руските сили. Ал-Аднани е сириец од сирискиот град Идлиб, кој се заколнал на верност на исламската држава пред повеќе од 10 години, наведе институтот Брукингс, нагласувајќи дека еднаш тој е уапсен од американските сили во Ирак. Денеска имаме претежно сончево време со мала до умерена локална облачност. Температурата се движи во интервал од 20 до 32 степени. И утре времето ќе биде сончево со умерена облачност и со услови за изолирана појава на дожд во планинските подрачја. Графичкиот приказ во продолжение. Почитувани гледачи, тука е крајот на дневникот. Останете и понатаму со програмата на К1 телевизија. Пријатно!